Добро вечер, Берово! Добро вечер за ВМРО, ДПМН! Добро вечер за целата коалиција за подобра Македонија! Почитувани, јас, председателот Ѓорги Иванов, добро го познавам. Го познавам и како професор, и како председател, и како човек. Како професор, доктор Ѓорги Иванов беше и остана омилен помеѓу студентите. Секогаш посветен на нив, посветен на знаењето, посветен на науката, спремен да го пренесе сето свое знаење, со цел неговите студенти да ги научи, да ги направи подобри од себе. Затоа професорот Ѓорги Иванов беше многу ценет и остана многу ценет од неговите студенти. Председателот Ѓорги Иванов го познавам и како председател. Како човек кој што неуморно, постојано се бореше за подобрување на состојбата во Република Македонија на секој план. И во делот на земјоделието, и во делот на економијата, и во стопанството, и во образованието, и во здравството. Го познавам како човек кој што ги поддржуваше реформите, како човек кој што ги поддржа законите со кои што се овозможи изградба на автопат кон Источна Македонија, законите со кои што се овозможи намалување на цените на лековите, законите со кои што се овозможија други бројни инвестиции во развојните зони, во развојните зони во Република Македонија, во Тирзовите, во зоните во кои што се привлекуваат странски директни инвестиции, во зоните во кои што се отвараат фабрики. За прв пат, почитувани, во Македонија се отвараат фабрики. Тоа порано не беше случај. Порано во Македонија се затвараа фабрики. Го познавам председателот Ѓорги Иванов и како искусен државник, кој што се сретна со најголемите светски државници. И кога се среќаваше со нив, без разлика дали беше во Вашингтон, во Брисел, во Пекинг, во Токио, во Москва, тој секогаш на прво место ги истакнуваше македонските интереси, ја истакнуваше потребата од привлекување на инвестиции, се обидуваше со сите сили да ги отвори вратите за странските инвестиции, да овозможи пробив на странски капитал во Република Македонија, да овозможи пробив на македонските производи во странство и да го помогне извозот на македонските производи. Таков председател беше Ѓорги Иванов. Таков председател. Но Ѓорги Иванов го познавам и како човек. Како човек кој сочувствува со секој граѓанин. Како човек кој што е спремен да го сослуша, да го ислуша секој проблем на граѓанинот. Како прв председател кој што ги отвори вратите на кабинетот на председателот и ги прими граѓаните во неговиот кабинет како човек, не како председател. Повеќе од 5000 граѓани прими во неговиот кабинет, сослуша и се обида да им помогне. Тоа е човекот Ѓорги Иванов. Од другата страна има политички конкурент, господин Стево Пендаровски, кој што ни го продава како ново лице. Не, Стево Пендаровски не е ново лице. Тој е човек на Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски се обидува преку него да инсталира свој човек на најважната функција во државата. Тоа е истиот Стево Пендаровски за кој што говореше Владко Ѓорчев пред малку. Човекот кој што го конвалидираше изборниот фалсификат во 2004 година како председател на Државната изборна комисија. Тој е човек кој што денеска го гледаме со наменска изборна насмевка, со наменски изборен добар збор. Ако имате сомнеш во ова, помислете, дали секогаш Стево Пендаровски оди да му ги чистат кондурите и остава 1000 денари секој ден? Не, тоа го прави из избори. Го прави за да се додвори и да стане председател како неговиот ментор Бранко Црвенковски. Таков председател не и треба на Македонија.
Посебно не, заради тоа што вели дека ќе бил председател и немало да соработува со владата или ќе кочел определени проекти на владата. Кои проекти ќе ги кочи? Ќе ги кочи законите со кои што се овозможуваат субвенции, ќе окочи буџетот со кој што се овозможува исплата на стотици милиони евра за субвенции, за стипендии, за социјална помош, за пензии. Тоа да го кочи. Човек кој што треба да направи раздор во државата или човек кој што треба да помогне да ја свиткаме кичмата. Не ни треба таков човек. Не и треба на Македонија таков човек за председател. Сакам да потенцирам уште една работа која што ја ценам за исклучително значајна. Во овој момент постои политичка партија ДУИ, која што активно, јавно, со билборди, со спотови, со изјави, работи да не успеат председателските избори во Македонија. Тоа го прави со единствена цел да има потоа редефинирање на уставниот поредок, да се промени уставот и председателот да се бира во собрание. Не, тоа Берово, тоа Делчево, Пехчево, Штип, Источна Македонија и цела Македонија нема да го дозволи. Одговорот ќе биде демократски. Сите на 13 април и на 27 април ќе излеземе и ќе дадеме својата поддршка за председателот Ѓорги Иванов, досегашниот и идниот председател на Република Македонија. Да сте здрави живи, да живее Берово, да живее Ѓорги Иванов, да живее ВМРО, ДПМН и коалицијата, да живее Република Македонија!